Учениците од Средното општинско училиште Лјупчо Сантов се вратија со позитивни впечатоци од престојот во парламентот на Европската унија во Страсбург, каде заминаа како единствено училиште од држава која што не е членка на Европската унија. Кочанската гимназија отпатува со екипа од 24 ученика, предводени од нивниот ментор Александар Михајлов. Јас сум Андреј Богатинов, еден од учесниците во овогодинешната Евроскола. Беше едно големо задоволство и искуство да се присуствува на оваа Евроскола. Се стекнав со многу нови знаења, пријателства од другите држави и навистина сум презадоволен од целата организација што беше за да се отиде таму. Голема благодарност до професорот, до целата екипа, бевме заедно како сплотени и навистина мислам дека се добро покажавме во Страсбург и во парламентот и оставивме впечаток за да одеме и дај Боже и наредни години и мислам дека беше одлично доживување. Јас сум Ксенија Јанева, ученик во втора година, економски техничар. Можам да кажам дека искрено, како што кажа Андреј, имавме прекрасно искуство во парламентот и таму дискутиравме за прашања и теми кои што се бори Европската унија секој ден, за енергетиката, за енергијата, дали е добар рускиот газ за користење, дали да одиме кон обновлива енергија и слично. Моите впечатоци можам да кажам дека искрено навистина беше многу интересно и многу ни го задржа вниманието како и Q&A од прашањата и одговорите со претседателката, така и со представничката на Innovation Lab и беше навистина прекрасно искуство, така се стекнавме со нови знаења, со нови мислења и можеме да дискутираме повеќе за одредените теми кои што ги дискутиравме на самата дебата. Во врска со настанов организиран од страна на Евроскола, можам да кажам дека од нашето училиште учество земаа 24 ученици кои што беа заедно со професорот Александар Михајлов и нашиот директор Љубомир Гацов. Можам да кажам дека нашето училиште се покажа како едно помеѓу најдобрите и тоа беше на истиот начин и докажано поради тоа што земавме медал како најдобро училиште и награда во учество на надпревар кој што се одржа помеѓу сите училишта кои што беа дел од самиот настан. Сите 24 ученици активно учествуваа во дебатата и бевме прогласени како за едни од најуспешните и најгласните, иако не сме членка во Европската унија. И тоа беше особена гордост за нас, особено и поради тоа што бевме и првите од Македонија кои што учествуваат на ваква активност како што е оваа. И сме особено горди на самото тоа што успеавме да го заедно со професорот и со директорот ова да го успешно спроведеме како активност. Главна тема на работилниците беше од енергетска криза до одржлива иднина, мерки на Европската унија против климатските промени. Кочанските средношколци беа помеѓу најактивните, поради што од модераторката добија позитивен коментар: не сте членка на Европската унија, а сте најгласни. На програмата Евроскола во Страсбург учествуваат ученици на возраст од 14 години од вкупно 27 земји кои што се членки на Европската унија. Тие таму дебатираа, преговараа, разменуваа мислења и имаа можност да се запознаат со работата на европските институции, да разговараат за демократијата, основните права, европските вредности и да изразат лични мислења за одлуките донесени на ниво на Европската унија.